Оваа година по 11 пати во Куманово ќе се одржи Бадниковата поворка. Подготовките се во тек, интензивни се, ќе траат околу 2 месеци секогаш до главното празнување на 6 јануари и се трудиме оваа година, како и секоја година претходно, да понудиме нешто ново. Централното празнување, како и секогаш, е на 6 јануари, поворката се движи, стигнува до плоштадот и тука имаме една културно-метничка програма. Но годинава во однос на подготовките можам да спомнам дека она што е актуелно сега баш во овој период, тоа е литературниот конкурс, соработка помеѓу Сдруженијето Бадникови поворки и Друштвото на писатели од Куманово и со поддршка од општина Куманово. Имаме распишано литературен конкурс на тема Божик. Учениците од основните и средните училишта можат да творат творби, да ги испраќаат на мејлот кој што ќе го најдат на Facebook страницата на Бадникови поворки. Конкурсот е награден. Наградите се симпатични, нема сега да ги најавиме, нека биде едно мало изненадување. Конкурсот трае го распишавме на 9 и ќе трае до 20 декември. Кажете ни какви се вашите очекувања, имате ли пријавено дечиња кои ќе учествуваат повеќе од Каде може да се пријават исто? Лани имаше 400 деца на поворката, 400 и нешто повеќе и тоа беше најголема бројка до сега. Нашата идеја е информацијата за Бадниковата поворка да стигне до што повеќе дечиња за да можат и оние кои што сакаат да се пријават и да учествуваат. Секогаш се ориентираме според ланската бројка, така што годинава ќе очекуваме 400, а ќе се надеваме дека ќе дојдат уште повеќе. Пријавувањето може да го направат, не е задолжително секој да се пријави, меѓутоа е пожелно затоа што следуваат изненадувања за децата кои што се учесници во поворката, па да ја имаме барем ориентационо бројката на присутни дечиња на поворката, за да може да има изненадување за секое детенце. Повторно ќе ги упатам оние кои што сакаат да се пријават, има оставено телефонски број на Facebook страницата на Бадникови поворки _Куманово со кирилична поддршка, таму ќе може да се информираат за се што ќе треба. Каде ќе се изработуваат звездичките, пештерата? Оваа година за звездичките имаме поинаков концепт. До лани Сдруженијето Бадникови поворки обезбедуваше звездичка за секое дете. Година водиме малку поинаку. Целта ни е да ги поттикнеме децата дома сами да ги изработуваат звездичките и ќе имаме поставено на Facebook страницата видео како се изработуваат звездичката. Од еден жолт или златен хамер излегуваат 3 звездички, така што може да биде тоа една прекрасна семејна работилница. И лани имавме исти такви, беа прекрасни работилници. Меѓу другото, за оние кои што немаат време, немаат можност или не се многу вешти во изработувањето звездички, ќе може да си набават, веќе има подготвено такви звездички по многу символична цена од 60 денари во Креативен свет на Трета Македонска, така што кој сака може да отиде таму и да си купи. Дали ви сконтактира, има најави за Бадникова поворка за прв пат во село Пчиња? Така е. Ние многу се радуваме заради тоа што годинава Бадниковата поворка на територија на општина Куманово се проширува во своето дејствување. Односно, учесниците од ланската поворка во Куманово, а кои што живеат на територијата на село Пчиња и околината, посака праша дали би било во ред и тие да организираат своја поворка. Многу сме горди на тоа нешто што во Пчиња и околината. Таму веќе се пријавени 80 на дечиња, веќе подготовките се активно во тек, веќе ги изработија речиси докрај звездичките за целата таа поворка што ќе се случува таму. Осмислуваме заеднички активности, значи Кумановската и Пчинската Бадникова поворка заеднички, да ги допрецизираме нештото, благовремено ќе ви информираме. И дополнително уште за работилницата на 27 декември во комплексот Асторија во 11 часот. Ќе имаме една средба, може да наречеме проба, може да наречеме работилница. Тука ќе има музички звезди од Куманово, ќе има уште некои интересни луѓе кои што ги познаваме, кои што се јавни личности, кои што децата многу ги сакаат. Ќе биде забавно, ама и едукативно. Забавниот дел ќе биде музичкиот, каде што и звездите и дечињата ќе пеат каланди, тоа се да се потсетиме божичките песни. А едукативниот дел ќе има смешки, ќе биде забавно, а едукативниот дел ќе се однесува на тоа да научиме малку за празникот, што е Бадник, што е Божик, која е символиката на пештерата, зошто најпрво оди пештерата на чело на поворката, зошто децата во рацете носат звездички, просто една едукација за тоа во каков настан децата учествуваат. Меѓу другото, песничката која што ја пеат Вечниот Бог, таа божичната каланда, содржи терминологија која што за помалите деца е непозната. Ги објаснуваме сите непознати зборови со цел да
Децата точно знаат што пеат, кому се обраќаат и која е смислата на целиот настан во кој што учествува. И уште за Божикната пештера, кога ќе биде поставена на плоштадот? Ние сме во подготовки на една нова настрешница на пештерата. Се надеваме дека на 25 декември веќе ќе можеме да ја поставиме. Значи при крајот на декември ќе ја поставиме и до 8 јануари ќе може да и се радуваме на Кумановскиот плошт.